Сречко Граавац од Кочани изминатиот период изработи уште една куќа направена од трупци, така наречена бравнара, која е изработена од трски, слична на претходната која заврши пред околу 3 месеци. Граавац, кој веќе 40 години се занимава со изработка на макети од шкорчење дрвца и трски, а најинтересно е тоа што самиот е и архитект и дизајнер на уметничките дела. Неновото дело, односно бравнарата, е работела околу 3 месеци. Претходно има изработено 6 православни црковни храмови од подрачјето на Македонија, како и од други европски земји. Тоа се тие така наречени бравнари, што се прават од трупци, а ово е направен од трска, тај материјал што ти при рака. И се почел да ги правам од лани, од март месец, кога почна коронавирус, така седејќи дома мора нешто да се работи, да се упразни времето, да се искористи. А иначе ова покрива горе од хартија, тоа има у книжарите, и се земе и се прават кермиди една по една, полека. И така, а се лепе со лепак за дрво, дрвофикс, се полека склопува, дел по дел и на крај се лакира. Со лак безбоен. Во неја изгубих околу 2 месеца, оти не се работе интензивно на неја, кога се слободен тогај. Инаку има трска лани не беше запалена, па може да се избере. Оти од секој небива мора да биде рамна, иста дебелина, све тоа и треба многу повише да може да се искористи нешто. Значи материјал има, кој сака нешто да измисли, да направи, има материјал. А инаку ги има на интернет, ги најдам каталози за нив и има ги секакви. И кога ти запне за око, има слики од сите страни, да знаеш како да се ориентираш, како да се направи. Инаку има некој слика, само една страница треба да импровизираш како од една страна друга доаѓа што и како и така. А додека е кој е од сите страни лесно е. Може да направиш аутентично колку што е приближно оригинал. Инаку имам порано работено веќе скоро 40 години тие макети, манастири, цркви од Угарчиња. Па сега префрлив на ова, ово е побрзо се прави, а иначе на многу подлого време, со месеци и месеци. Така да ово е побрза работа. Макетите ги работи во слободно време, но како што вели тој, доколку се појават заинтересирани поединци и институции да ги откупат неговите дела, ќе работи повеќе и би бил попродуктивен. Се надева дека во наскоро време, откако ќе заврши пандемијата, ќе организира изложба со цел да ги промовира своите дела и пред пошироката кочанска публика.